но не се знае дали ќе продолжи да лекува пациенти. Премиерот не гледа потреба од предвремени избори, независно од резултатот на локалните во недела. И СДСМ и ТУИ повикуваат на референдумско изјаснување против власта. Лекарската комора нема да може да му ја одземе лицензата на неодамна разрешениот директор на неврологија кој беше снимен како конзумира кокаин, зашто тој воопшто и немал важечка дозвола за работа. Од денеска клиниката има нов директор, а Министерството за здравство најавува формирање на неколку комисии кои треба да испитаат што понатаму. Деталите за случајот од Александар Динев. Разрешениот директор на неврологија немал активна лиценца за работа, потврдија од Лекарската комора. Му истекла на 15 март годинава, а барањето за продолжување го поднел дури минатата недела. Откако во петокот се појавија снимки како доктор Игор Кузмановски во домашни услови меша бела прашкаста материја и коментира за квалитетна дрога, од комората информираат дека ги разгледуваат сите аспекти и прибираат информации и документација од надлежните институции, што ќе бидат разгледани на органите и телата на комората во најкус можен рок, пошто ќе донесат одлуки и мерки што ќе се преземат. Во меѓувреме, министерот за здравство најави посебна комисија во Министерството, која треба да го испита менаџирањето на клиниката изминатите 2 месеци додека Кузмановски беше директор, а мој термин треба да провери колку пациенти и како биле лекувани од страна на неврологот во периодот додека лиценцата му била истечена. Вонреден надзор на неврологија прави и Државниот санитарен и здравствен инспекторат. И исто така понатаму после овој извештај стручна комисија ќе формираме баш заради тој дел, само тоа ќе биде втора постапка, втор чекор. Прво да видиме дали постапили колку пациенти има прегледано во овој период процесирани, понатаму да ги провериме кој тип и каков тип на услуги и понатаму вториот чекор ќе биде стручна комисија. После овој скандал кој повторно ја разниша довербата во здравството и предизвика бура реакции во јавноста, се поставува прашањето дали во склоп на систематските прегледи потребни се и токсиколошки анализи. Правно не знам дали може тоа да се дефинира. Јас би сакал како министер за здравство да има таков член во законот, но да ви кажам сега во кој закони дали може тоа да се формулира. Тоа навистина не би сакал да ви кажам кога не сум сигурен дали може. Јас би сакал лично да имаме уште една институција која што ќе проверува освен стручноста и тој момент. Од денеска нов директор на неврологија е доктор Јован Божиновски кој работи на клиниката. И тој најави формирање на 2 интерни комисии кои треба да го испитаат административното и стручното работење на Кузмановски. Ќе се поведи дисциплинска постапка секако, меѓутоа ќе го почекаме извештајот на ДСЗИ и стручната комисија на Министерството за здравство за да не изврзуваме, бидејќи се наоѓаме сепак во еден сензитивен период. Вчера преку Државната агенција беше објавено писмо за поддршка на професорот Кузмановски од колеги од клиниката, без подписи кои ги истакнуваат неговата висока стручност и успешно менаџирање. Денеска новоименуваниот директор рече дека не знае кој стои зад писмото, но потенцираше дека истото не е од стручниот колегиум на неврологија. Александар Динев, Сител телевизија. Премиерот и лидер на ВМРО-ДПМН останува на став дека предвремени парламентарни избори нема да има по локалните, независно од исходот на 19 октомври. Смета дека темата ја наметнуваат партиите кои немаат што друго да понудат во недела на локалните избори. Од другата страна, и од СДСМ и од ДУИ, пораки дека изјаснувањето во недела е референдумско и ќе го одреди правецот на државата, алудирајќи на значењето на овие избори за составот и на централната власт. Кампањата влезе во последната недела со остри меѓусебни пораки. Мицковски останува на ставот дека предвремени избори независно од резултатите на локалните избори ќе нема. Лидерот на ВМРО-ДПМН вели дека вакви избори бараат само партиите кои немаат што друго да понудат за изборите на 19 октомври. И ВМРО-ДПМН убедливо ги победи со историски резултат во 2021-та локалните избори, па беше во опозиција 3 години, дојдоа парламентарни избори, убедливо победи со историски резултат. Денеска сме влада. Еве денеска излегува ревидиран 2024 БДП 3%, еден од најголемите во Европа. За 2024 одиме над тоа, тоа е над сите очекувања на Европската на Меѓународниот монетарен фонд и Светска банка. Би било навистина жалосно ако сите овие позитивни индикатори
ги прекинеме со предвремени парламентарни избори. Кандидатите на коалицијата предводена од УИ нема ден да не споменат предвремени избори. Вчера Османи, кој подпредседател на партијата на Ахмети на својата промоција за Чаир, повторно кажа дека пораката што ќе ја пратат граѓаните во недела нема да биде гласање само за локалните избори. Тој коментираше дека владата била нестабилна и главните политички партии биле согласни дека избори се неминовни. Слична порака за референдумско изјаснување во недела стигна и од лидерот на СДСМ Филипче од Струмица. Ова не се обични избори. Ова е тест за зрелоста на нашето општество. Ова е избор помеѓу два различни света. Два пата кои водат кон сосема различен правец. Две различни иднини за Македонија. Остануваат уште 7 дена. Сега е моментот за масовна теренска мобилизација. Да ја завршиме работата. Од човек на човек. Од куќа на куќа. Од срце до срце. Во меѓувреме не стивнуваат ни меѓусебните критики во изборната реторика. Филипче коментираше дека Мицкоски не поднесува критика, а секојдневно напаѓа, додека пак Мицкоски очекува СДСМ да се огради од говорот на омраза кон него. Човек што не поднесува критика и затоа секојдневно понижува, вреѓа и напаѓа. Човек кој се жали дека сите го мразеле, а цела година ги налекуваше луѓето глодари, лешинари, предавници. Се прашувам, што точно очекува Христијан Мицкоски? Дека народот ќе му аплаудира додека го понижува? Ако тие мислат дека ова не е говор на омраза и ad hominem напад и ниски страсти, дека треба да бидам распарчен и спакуван во куфер и тоа туку така да помине или дека некој мене ме презирал, ја не верувам дека членовите на СДСМ мене ме презираат како што тоа го кажа претседателот на СДСМ. Јас навистина би бил разочаран ако ме презираат. Јас никого не сум навредил. Изборната кампања трае до петок. Завршните митинзи од кои ќе се чујат и последните лидерски пораки се во Охрид на ВМРО ДПМН и во Куманово на СДСМ. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Скопје е целосно дигитален, модерен и транспарентен град. Орце Ѓорѓиевски најави 17 проекти, дигитален близнак на градот и олеснување за млади брачни парови. Каја Шукова ветува уреден градски кеј од Влаја до Хром, а своји проекти презентира и кандидатите на Левица и Гром. Преку реализација на 17 проекти, Скопје ќе стане првиот целосно дигитален, модерен и транспарентен град, најавува кандидатот за градоначалник од ВМРО ДПМН Орце Ѓорѓиевски. Со дигиталната трансформација сите јавни предпријатија и седниците на Советот ќе бидат електронски достапни. Ѓорѓиевски најавува поддршка и за младите и ослободување од комунали и за млади брачни парови до 40 години. Практичната имплементација на визијата за урбан развој за Скопје 2025-2045 година ќе се реализира преку проектот Дигитален близнак на Скопје, со што ќе се создаде дигитална реплика на градот со интеграција на просторни податоци, сензори и документи. Овој систем ќе овозможи интелигентно урбано планирање, поефикасно управување со инфраструктурата, климатска отпорност и брз одговор при непогоди евентуални во градот. Градскиот кеј да блесне во место за рекреација по примерот на останатите метрополи, со чисти шеталишта и осветлување, достапен за сите, ветува кандидатката на СДСМ Каја Шукова. Најави дека потегот од Влаја до Хром ќе биде урбанизиран и уреден. По план е изградба на безбедна, зелена и модерна пешачка велосипедска патека, осветлена со LED систем, со уредено минорно и мајорно корито, со клупи, урбана опрема и јавен простор достапен за сите генерации. Овој дел од кеот ќе го поврземе Ѓорче со Карпош, центар, аеродром и Газибаба. Ќе создадеме 12 километри непрекината сино-зелена оска низ градот. Во план е рехабилитација на постојната патека со ново зеленило и дрвореди. Работниците да добијат поголеми права, а стандардот на граѓаните да порасне, бара и ветува кандидатот на Левица Амар Мециновиќ. Крупниот капитал не може да не ослободи, туку напротив не поробува, затоа работниците и земјоделците повторно ќе ослободат Македонија. И оваа генерација е спремна да ја преземе таа задача историска, затоа што ние веќе немаме што да изгубиме. 35 години робуваме на едни исти интереси кои ни ја кројат судбината, ни ги одзимаат годините, ни ги уништуваат можностите.
Решение за состојбата на ЈСП и сообраќајниот хаос најавува и кандидатот за градоначалник на Скопје од коалицијата Искуство за успех. Трајановски ветува субвенции за ЈСП. Доколку ги воведеме овие и ги одглавиме процесите на БРТ и набавката на нови автобуси, би можеле да го детализираме јавниот превоз и за другите групи на граѓани како средношколците, со набавка на помали минибуси и секако комбиња кои што би биле адекватни според инфраструктурата на градот и улиците, за да можат да влегуваат во оние помали тесни улички и буквално нашите средношколци да бидат земени од дома и однесени на училиште како што сме го гледале тоа на филмовите. Изборните карвани влегуваат во последните 5 дена од изборната кампања за првиот круг локални избори со митинзи и средби со граѓаните. Ивана Соколовик најдова, Сител телевизија. Своји визии презентира и останатите кандидати, гледаме дел. Нашите служби се постојано на терен, па дури во ноќните часови. Изнајмуваме како општина и јавното предпријатие под дополнителна механизација за да цело ѓубре што се прелева на улиците и на одредени депони биде отстрането од наша страна. Главен фокус изминатите 4 години на општина Газија беше инвестиции во образованието. Ова е уште еден доказ што се гради спортска сала тука во Црешево. Досега изградивме 2 спортски сали во населеното место Стајковци, во населеното место Булачани. Интензивно се гради нова училишна зграда за учениците основното училиште Крстен Мисирков во Чентол. Образованието и грижата за децата за мене не се трошок. Тие се највисока форма на инвестиција. Затоа, јас ќе направам се што е потребно, ниедно дете во Карпош да не остане на листа на чекање за градинка. 20 години овој град се развива, се менува, создава. 20 години докажуваме дека знаеме, можеме и не се откажуваме. Во сите основни училишта на нашата општина, учениците ќе имаат униформи, целосно финансирани од буџетот на општина Чаир. Нито едно семејство нема да има дополнителен трошок. Со ова целиме кон создавање еднакви можности и зајакнување на чувството на припадност кај нашите деца. Менувањето на фасадите, ставање нови лифтови, реновирање на амортизираните лифтови и регулирање на просторот околу зградите ќе биде еден од важните приоритети. Во тема на денот, како што најавив, разговарам со Гордан Ѓорѓиев, Форум за разумни политики. Добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата. Господин Ѓорѓиев, сакав да почнеме прво со една глобална тема, затоа што е сепак светска вест. Број 1, гледаме големи геополитички промени со ослободувањето на заложниците од Газа, од Израел, самото присуство на Трамп таму, символичната порака која што упати нели за крај на војната. Како гледате на оваа фаза од светската политика? Па гледам прво честитки до председателот Трамп, еве од овде од нашата мала Македонија, затоа што навистина направи нешто што многу малку го очекува. Честитки и до Стив Витков, другарот на Трамп, кој што беше главниот посредник и преговарач во работи, инаку предприемач со недвижнини работи, значи со никакво дипломатско искуство. И тој направи феноменална работа. Значи целата екипа на Трамп направи феноменална работа и практично како што изгледа работава се приближува крај на ова масовно уништување што го природуваше Израел. Што е проблемот сега? Тука Трамп денеска направи една комплетна рехабилитација на Биби Нетањаху во сред Израел, во сред Кнесетот, парламентот на Израел. А ние не може да забораваме дека во меѓувреме се случија 60 и кусури илјади жртви, кои што јасно покажуваше или геноцидни намери. И тоа е многу тема која што нема да се заборави, ќе тежи врз Израел, ќе тежи врз нацијата во Израел, иако таа е одлука на владата на Нетањаху. И ние сме во многу една чудна ситуација. Го обезбедивме мир, кој што имаше далекосежни последици, можеше да има немирот, тоест војната. Газа е срушена, тоа беше идејата на Нетањаху и на неговата коалиција во стартот, да ја срушиме Газа и да уништиме можноста за она што нарекуваат two-state solution, две држави, значи да има и палестинска држава. Сега парадоксално се слави победата на Израел, никој не ги спомнува 60 и кусури илјади жртви на Газа, кои што во главно се невини жртви, не се Хамас. И одеднаш на миракулозен начин ние идејата за две држави, палестинска држава никогаш не била поблиску до реалност како сега. И при тоа сите арапски... Тоа е добар компромис. Па тоа е фасцинантен компромис, ама големи се жртвите. Значи многу луѓе умреа. И намерите на Израел беа многу
Еве да кажам, јас не знам кој авторитет во светот ќе може да каже дали е тоа геноцид, дали било и така натаму, бидејќи светот, тоест либералната демократија по многу нешта се раслојува или да речеме во голема криза. Но навистина ова е спектакуларен успех на Трамп. Никој не веруваше во вакво нешто и треба да го поздравиме. Што е најважно од се, сите арапски држави, и муслимански плюс Индонезија плюс Турција, се на истата маса, седат и го одобруваат овој договор. И практично ние сега имаме услови за мир на Блискиот Исток, каде што Иран и Јемен се во тотална дефанзива, единствените што не се на масата, да кажеме, Хезболах е уништен, Хамас не постои веќе. И дај Боже да ова да излезе некаков траен мир, уште рано, бидејќи уште не знаеме кои ќе бидат контурите на мировниот договор, но ова е голема работа. Сега ние го критикуваме Трамп на разни нивоа, од тоа што се случува во Америка. Најголемите критичари денеска и критички настроени медиуми рекоа го направи Трамп тоа кое што не можеше да го направи Бајден. Така е. И од тој аспект овој тип на трансакциона политика со дипломати кои што не се дипломати како овој Стив Витков што му е другар на Трамп, направија невиден успех. Сега ќе видиме како ќе изгледа тоа. Паралелно на сето ова, на овој голем успех, ние имаме заборавен Украина и Русија. Знаете, Трамп така како не успе со Путин, ќе оди на друго место да решава други војни. Но сепак го поздравувам ова како важен чекор за светскиот мир кој што е во голема мера разрушен. Почнавме со глобалната тема, но би сакала да видиме кај сме ние во оваа цела приказна, додека светот се занимава со овие теми и со овие прашања и нивниот импакт врз светот и демократијата и темите кои ти ги спомена, Гордан. Ние слушаме за локалните избори, локалните теми, проекти. Последна недела почнува денес, односно последни 5 дена од предизборната кампања. Слушнавме ли доволно која е визијата и кои се разликите меѓу политичките партии и кандидатите во ова предизборие, или повеќе слушавме за национални теми и оние стандардни, фолклорни, меѓупартиски обвинувања од партиските говорници кои доаѓаат од централите? Цинично прво, ако може да изгасиме светло и да го запалиме на крајот на вториот круг, кој ќе заврши изборите, било најдобро сите нас. За не можеме да трпиме оваа тортура. Зашто оваа тортура? Ние слушаме разни визии и разни проекти, дури добри. Сега да не цитираме со проекти. Има добри идеи, има добри проекти од разен тип на кандидати. Но ние ги знаеме анкетите, знаеме отприлика кој ќе победи каде, има неколку невралгични точки кај што ќе се води голема битка, веројатно ќе ги избориме понатаму. Слушаме доста и слушаме разработени идеи, но сега, знаете како, и ние пред 4 години памтиме дека слушавме од Даниела Астонска многу идеи и многу разработени концепти под покровителство на актуелната власт и премиерот и така натаму. И сега од тука, кога ги гледаме ние идеите и визиите, си велиме дали ова има смисла, дали ова кампања има смисла така, бидејќи дали ова што ни го пакуваат сега во панелка ќе го добиеме и после вториот круг кога ќе завршат изборите. Не сум сигурен дека ќе добиеме. Зошто? Меѓу другото и заради тоа што најчесто ќе победуваат кандидати каде што партијата има силна база, каде што партијата може да победи. Ретко ќе видиме индивидуален проблесок кој што може да победи и прашање тој или таа, за жал нема многу таи, бидејќи нема многу жени кандидатки, што е катастрофално за 2025 година во Македонија. И катастрофално за нашата борба целосна за емансипација, воопшто за жени во политика и така натаму. Главната поента е дека тие кандидати ќе бидат зависни од партијата. И практично првиот ден кога станат градоначалници или градоначалнички ќе бидат јавнати од партијата. Јавнати од партијата знаеме што значи. Или ќе се скараат локално централно ниво, па ѓубејќи на сите страни, или ќе работат тендери и така натаму и така натаму. Ние тоа го знаеме и сега нема зашто маски да ставаме и да криеме што е како е. Оно што мене посебно ме нервира, сите мислам дека ги нервира, но е важен фактор на мобилизација, што барем половина од кампањата се национални теми или светски теми. Значи, кога ќе се истисне моментот на локална кампања, партиите прибегнуваат кон оружјето фронтален напад кон политичкиот противник на други теми, кои што немаат врска со локални теми. И затоа си заслушавме од куфечиња, бугари, црвени линии, жолти линии, бели линии и така натаму, кои што немаат никаква врска со локалните избори, со гласуваме. Добро, ги споминавте дел од тие теми, јас вака ќе речам две дека главно доминира, кои доаѓа од централите или од Мицковски Филипча. Една беше резолуцијата
која Филипче поднесе баш мислам на 2 или 3 дена пред стартот на самата кампања, што не знам колку беше добро во тој момент таква тема да се најде на подиумот на предизборието. А втората, и таа повлече дури вклучување на Зоран Заев во целата предизборна дебата околу тоа кој земал куфирчиња, кој соработувал со Бугарија. И втората тема, најавата од премиерот за целосен рестарт на правосудството и доаѓање на нови вистински јавни обвинители и суди. Зошто овие теми и дали тие навистина имаат моќ на привлекување на нови гласачи или лепење на некаква нова поддршка која партиите можеби ја немаат во овој момент? Добро, двете теми се многу важни, ќе се согласиме. Значи, првата и многу се погрешно адресирани денеска, вчера и утре за време на оваа кампања. Првата тема црвените линии околу Бугарија и резолуцијата што ја предложи председателот на СДС на Филипче, резолуцијата е добра. Тајмингот е катастрофален. И веројатно советникот што ја давал, што ја предложил таа резолуција и тој тајминг, немал однос кон таа реалност, бидејќи сите знаеме на која тема изгуби СДСМ на парламентарните избори. Меѓу другите, таа беше една од поважните теми. Ако ќе се оголите резолуцијата како таква не е лоша. Бидејќи таа укажува неколку точки на кои што практично немаме спор или не би требало да имаме спор и во мирно допски време би можело дури да се скоординираат големите партии. Но дава некои рокови кои можеби за ВМРО ДПМН не се роковите за спор нема. Се резолуција, предлог која што се пушта во јавност, таа може да биде предмет на договори, предмет на дебати и на компромис. Не беше. Одма се распукаа помеѓу себе лидерите на двете партии. Втората тема околу ресет на судството, таа слушаме неколку пати веќе ние. И таа станува предолго, преголема алиби за оваа власт. Јас не викам дека таа нема мобилизацијски потенцијал. Прва нема мобилизацијски потенцијал. Напротив, има демобилизацијски потенцијал. Но оваа тема судството веројатно има мобилизацијски потенцијал, бидејќи мислам дека на сите ни е преку глава ова што се случува во судството. Но многу долго се тркала, нас се случи Кочани, кој што уште стои во нашата свест, совест, подсвест, грижан совест, како сакате земете го. И таму имаше големи ветувања околу тоа и ние нема да можеме веќе да издржиме со тој тип на апели за ресет на судството. Бидејќи судството и обвинителството е цел систем. Таму нема еден човек. Има можеби председател кој што е, да речеме, персонификација некаква, но тоа се многу луѓе. Ние бараме од власта, од таа што може да направи нешто и ја персонализираме одговорноста на првите луѓе во власта, дајте направите нешто. Мојот став е дека после овие локални избори, после оваа голема најава за ресет на судството, ако не се направи нешто, а прилично долго знаеме што е тоа што би требало да се направи, ние ќе влеземе во и веќе влегуваме во сомнеџи дека веројатно таму има некакви договори, натими дајми договори под маса кои што се јавна тајна во оваа држава и за кои што јас сум загрижен дека и покрај сите апели, покрај сета ургентност на тие 2% што ги кажува премиерот, дека всушност тие ќе натрежнат над овие 2%. Еве приликата после изборите да видиме како ќе биде ресет на судството и што ќе се случи, бидејќи таа тема, заедно со Кочани сме зборувале и претходно, ќе го дефинира мандатот на Мицковски. Ако ние не видиме прогрес на таа тема, на темата реформа на судството, Добро, мислите, ако ние видиме конкретни постапки за сериозен криминал кои ќе завршат со некаков епилог, меѓу кои Кочани, дали е ресет или не е ресет, мислам, важно е да има одговорност. Тоа мислам дека јавноста го многу брзо ќе препознаеме ние ако има ресет или појав за робусна акција во судството и во обвинителството. Тоа веднаш ќе видиме, не треба да бидеме правници или експерти. Се научивме овие 30 години што значи, како значи, што значи прогрес во тие теми. Гледаме дека наративот на конфронтација е се присутен во оваа кампања. Му одговара тоа на сите, на двете или на 4, ќе кажам, најголеми партии на политичката сцена? Дека сака да кажеш дека сака да бидат конфронтирани, сака мене ми личи дека овие теми кои ги наметнаа лидерите на најголемите македонски партии ги наметнаа за да ја заживеат малку кампањата, да привлечат некое дополнително внимание. Дали им одговара таа конфронтација на сите? Делумно немаат ништо да прават, бидејќи тие се научени на конфронтација. Значи, научени се на фрлање коски во јавноста, дури и ние сме научени како јавност. Јас сеќам кога бев во политика, кога бев во СДСМ,
тоа беше во време на Груевски, јас и една група луѓе сугериравме дека кампањата треба да биде позитивна, во голема мерка биде позитивна. Имавме идеи и се боревме во партијата. Но пиар експертите и други луѓе во партијата беа против тоа, бидејќи мислеа дека треба црно, дека Груевски е ѓавол и ништо повеќе од тоа. И ние мислевме дека е тоа така, после сваќаш дека всушност само дел од граѓаните мобилизираш таа цела кампања. Треба да кажеш зашто ти не си. Зашто си ти добар, зашто си ти решение? Секако, да, но само дел од граѓаните, тоа се партиските, тврдите партиски подржувачи и оние што орбитираат околу партиската инфраструктура, да кажеме. Тие се палат на тоа. И јас ги разбирам, бидејќи се влезени внатре секојдневно со тоа штета им направила другата партија и така натаму. Но големото множество граѓани не ги интересира тоа и тие го исклучуваат светлото. Повторно ќе гласаат и гласаме, но сакам да кажам, тој тип на кампања ништо не добива освен мобилизација на членството. А тоа им треба на партијата, дури на партијата која што е послаба и каска и треба мобилизација. Дури на партијата која што води и треба мобилизација за да покаже резултат дека не паднала во ѓурем и така натаму и така натаму. Партиите имаат големи ресурси, наши пари да финансираат оваа кампања, сепак печатокот мој, ја верувам дека и на голем дел од јавноста дека не е нешто посебно креативна. Дали е тоа затоа што ВМРО ДПМН себе си се перцепира како известен победник речиси секаде или затоа што на СДСМ му недостасува никаков креативен елемент или некоја нова енергија и свежина? Што е причината што го гледаме на ова ниво на кој што се случува? Видете, анкетите ги знаеме сите. Тие се во полза, барем оние што се достапни, во голем дел се во полза на владачката партија. Не исклучуваме изненадувања, баш заради тоа што предпоставката дека една година од парламентарните избори веќе има и разочарани граѓани кои што или ќе останат дома или ќе дадат глас за некој кандидат, можеби не нужно за партија, бидејќи сепак зборуваме локални избори за домот, овде околу нас, ѓубрето, контейнерите и така натаму и така натаму. Во кампањата има многу пари, бидејќи сакаат партиите пари да има и тука има многу можности за креативно менаџирање со парите, еве да бидам пристоен на телевизија. Креативноста зависи од како ја гледаат својата визија за општината во која што е кандидат тој или таа и таа. Така што не ни очекував искрено да има голема креативност на овие избори. Реков, имаше проблесоци неколку кои што треба да бидат валоризирани, назначени и да ги поздравиме. Дали тоа ќе резултира во победа или во добар резултат, не сум сигурен. Бидејќи реков, базата се уште ние сме армирано бетонирани во партиските наративи, во партиските бази. Најактивни и можеби најследена кампања за овие локални избори е она што се случува во Чаир. Веројатно влогот и за Меджити и за Османи е премногу голем и токму затоа и таму има најмногу и креативност и вложување. Што ни зависи од Чаир, ни зависи ли и предвремените избори, дали ќе се случат на пролет и покрај овие пораки ведене што слушаме ќе има, ќе нема, овој барал, овој ни давал, меѓутоа ни зависи ли навистина од Чаир, дали ќе имаме во брзо време изборно соочување за парламентарни избори и комплетно составот на влада, стабилноста, демократијата, што ни зависи од Чаир? Па многу работи зависи од Чаир. Сега дали мене и вам ви зависи нешто, се сомневам дека нешто ни зависи. Се сомневам дека на луѓето што живеат во Чаир драматично им зависи. Прво мислам дека самите партии Влен и Дуи, тоест Бујар Османи и Меджити, ја поставија темата на тој начин, да се биде или не се биде. Не мораше така да се постави, бидејќи политиката не е секогаш игра на се или ништо. И сега, бидејќи веќе поставена играта, таа создава реалност. И реалноста нас ни укажува дека ако едниот или другиот победи во Чаир, и не е само Чаир, се разбира, тука си и другите големи градови, па секој ќе мери на свој начин колку советници има, колку градоначалници, колку гласови и така натаму, може да зависи судбината на предвремените парламентарни избори, ако тоа е голема тема. Ако вие се сеќавате, веројатно се заборавиле, пред 5-6 месеци овде седевме и ние се кладевме дали ќе има предвремени избори. Да. Јас кажав дека мислам дека нема да има, вие не кажете. Не знам што кажете, јас знам што кажав. Ја изгубив. Така, и добро е што немаше предвремени избори, но ако се разбие балансот кај албанскиот електорат и ако едната партија, тоест едната коалиција превагне во голема мерка визави другата, нашиот политички систем, консоцијативниот модел, потребата за коалиција и кохабитација помеѓу албанските и македонските политички елити налага се размислува така. Ние имаме ситуации каде што, ако се сеќавате, ДПА во 2006
влезе со Груевски во коалиција, бидејќи Груевски не сакаше со Дуи. И тоа траеше една година, година и пол и после резултираше со Мајскиот договор. Така што таа реалност Христијан Мицковски не смее да ја негира. Тој може да не ги сака Дуи, може да ги презира, може да ги мрази, што сака може да прави. Но таа реалност може да му излезе, да му избие на терен и ако се случи голем дисбаланс, ќе има потреба веројатно да некои предвремени избори за една година, но за тоа потоа. Има тука и некои пораки кои создаваат додатни поделби според мене. Не може македонците да го изберат градоначалникот на Тетово, не може македонците да го изберат градоначалникот на Струга. Мислам, моето лично очекување дека 2025 година нема да слушаме такви пораки, како ние да кажеме, не може албанците да изберат градоначалник во Скопје или било каде. Не се остварило тоа очекување. Јас вика немам тој тип на очекувања, затоа што и во право сте, бидејќи навистина ако сум македонец во Тетово, сакам добро да ми го собираат ѓубрето. И сакам да има асфалт на патот по кој што да. И ако сум албанец го сакам истото, затоа велам малку е време тоа да. Но повторно тоа и сега тука не може да избегаме тоа е природата на партиската политика. Тие не тераат да се конфронтираме и да измислуваме теми или да некои теми кои што се минуани, особено на локално ниво, да ги правиме дека се национални, се национални, глобални и така и се или ништо. Ајде за крај една куса порака до гласачите. 5 дана до молкот, нема да може во последните 2 дана ништо да им упатуваме како порака, како форум за разумни политики секогаш повикувате и на конструктивност и на диалог. Што ќе им порачате на гласачите пред овие избори? Јас ќе им порачам вака. Има еден Диоген циникот е филозоф атински, кој што одел со свеќа преку ден, вака со свеќа запалени, го прашувале што е свеќа, зашто е вака, дека барам човек на сред бел ден. Да барат луѓе со интегритет и со некаква морална основа. Интегритетот е важна работа, бидејќи интегритетот значи дека си чесен, дека знаеш што зборуваш, дека знаеш што кажуваш, и ако ќе сгрешиш ќе се повлечеш, и ќе се извиниш, а ако сгрешиш уште еднаш ќе се повлечеш. Јас така би ги гледал, би ги барал. Би барал индивидуалци, сега кога ќе бидат тие компрометирани од својата партија во најчести случаи, но индивидуалци кои ќе може да се издигнат на тоа и конечно знаете како да гледаме на вистина ако се тројца кандидати во мојата општина да видам кој подобро ќе заврши работата на комунално ниво, кој подобро ќе собере ѓубрето, повторно кажувам ѓубрето, пошто на вистина се давиме од ѓубре. Во Македонија, кој ќе ги направи патчињата, кој ќе го направи пазарот, кој ќе го направи паркот и така натаму. Значи овде би и локалната кампања по дефиниција е човек. Тоа се фокусираш на човек кој што мислиш дека ќе заврши работа за твоето мало и твојата општина. Гордан Георгиев во тема на денот, одлични пораки за крај. Благодарам за гостувањето и анализата. Благодарам. По продолжение спорт. Македонската фудбалска репрезентација по успехот во Белгија пред нов